Во период кога потрошувачката на вода во Кочани и околните населени места урива рекорди, добар дел од населението повеќе нема отколку што има вода во чешмите. Жителите на Кочани кои живеат во повисоките зони во изминатите 48 часа и преку ден и преку ноќ напразно ги одвртуваа славините. Оно има, ама така навечер што вадат. Иначе приквичата дојде ока. Некој време. Има си притисок водата. Гледаме таму комшилокот што има, мислам ги наводнува доста бавчите се троши, а може би због и друго. За некои оправки може да има на водоводните мрежи, може би и за тоа да нема. Не знаеме тачно зашто е важно. Немаме доволно вода навечер. Во јавното предпријатие Водовод посочуваат на енормно зголемена потрошувачка на вода поради тропските температури, но и на масовна појава на крадење на водата преку најразлични манипулации со водоводната инсталација. Ваквите појави предизвикуваат зачестени дефекти на водоводната мрежа што доведуваат до целосен прекин во водоснабдувањето на одредени улици или делови од населби. Наша заложба, како и секогаш, со зголемувањето на мрежата, значи која е поставена напон, и со градежните активности кои се обувуваат, како што гледаме, Кочани е едно градилиште, гледат и самите граѓани, доваѓа и до неминовното дефеци и тражам разбирање и благовремена координација таму каде што ќе се јави да се јавуваат на нашите дежурни телефони кои се мобилни 24 сата, како би могле благовремено да ги отстраниме. Значи тоа е заложбата на комуналното предпријатие, но сега иде апел и до корисниците на водовод. Знаеме што значи во пополнените часови дека сите сакаат да имаат вода. Но факт е, поготово во руралните средини, во селата, и званично можеме на сајтот ги ставиме податоци. И средна зона имаме енормно трошење од несовесни граѓани на вода, кој допринесува во тие часови кога е најпотребно на луѓето во високата зона да се јаве вакуум недостаток на вода, кој е недостаток после пунењето на мрежата допринесува за јавување на проблеми во самата мрежа. Знаете, Кочани е еден од подобрите системи каде што функционира се со електроника. Значи, кој ни представува дополнителен проблем празнењето на мрежата. Значи, не е дека некој сака така да биде, него едноставно самите ние не сме организирани да си го направиме животот да ни биде во Кочани да имаме 24 часа перманентно снабдување со вода. Според денешните податоци од бунарскиот систем кај Грдовци се црпат и дистрибуираат рекордни количини вода. Комуналното јавно предпријатие Водовод тврди дека имаме доволно количини на вода на располагање. Знаете, и од форумна заедница имаме и резервен бунар кој не е ставен во функција од 30 литра. Имаме со тие имаме околу 350 литри. Моменталната потрошувачка, за ваша информација, како никогаш до сега, значи постигнато е на максимално ниво од просечна потрошувачка, значи дневна кога зборам, од 220 литри во секунди, кои ние сме изненадени, мораме да кажеме, од така потрошувачка, а во критичниот период достигнува веќе до 300 литри во секунди. Иако официјално се уште нема рестрикции во водоснабдувањето, фактот дека водата не стигнува до одредени зони во градот им создава сериозни проблеми на граѓаните. Од друга страна, во многу дворови и градини пластични црева за наводнување стојат наместени на чешмите и чекаат да потече вода, за да ги наводнат градините, парковите и другите дворни површини.